јадиш рукола? Еве сме, како не јадам рукола, умилена ми е. Мишо. Мишо. Да, Маја Марковска ни е во студиото. Маја, hello, добре ни дојде. Веќе си како по дома и од преска инаку разработена, може некои 15 на минути сицкаш, правиш, дробиш. Се за потребите на денешниот рецепт на денот, кој што се нарекува како? Пијаното на Шопен, инспирацијата ми дојде претходна недела, го чистев фрижидерот од се што има вкупено зеленчук и имаше бајаги, количина и... Да се фрла никако тоа, така? Нема потреба да се фрла, поготово зеленчук, на крај на денот се што имаш од зеленчук можеш да го спакаш вака во салата и салата како оброк, не салата како предјаден, него баш како оброк, пошто има протеини, нели, се што треба за денот. Ако ја направиш како што треба. Салата е ова, ако го утниш, тогаш не можеш да нараѓаш ни по телефон храна. Значи салата нема утка. Шо и да ставиш, ќе јадиш, супер е. А во меѓувреме читав нешто историја, географија и има случка дека пијаното на Шопен е фрлено од 4-ти спрат од града во Варшава. Кога и зошто? 1800 и некоја, да, руски војници зеле и го фрлиле од пенџере, клавиров. И сликата на салатата на крај кој заврши беше слична, си мислев дека фактички салата изгледа како пијаното што изгледало на земја, ко паднало и ќе видиме на крај дали ќе ја добиеме таа слика, клавирот на Шопен. Да, клавирот на Шопен на парчиња. Фрлен од 4-ти спрат. Така ни се вика денешната салата или рецептот на денот кој што го готвиме со Маја Марковска. Маја, што се од намирници ни е потребно? Затоа што гледам многу богата ќе биде оваа салата. Како беше? Се што имате во фрижидер и плюс, ама вака, на водечка некоја математика, нека вие дека треба да имате зелено, и треба да имате други бои, шарено, црвено, портокалово, бордо. Што пошарено подобро. Да, ама и многу е важно да ја погодиш сезоната. И сега, ако има зелка, стави зелка, ако е сезона. Ако е сезона на марула, стави марула. Се што е зелено се јади сирово. Значи спанач не е само беби спанач да го јадиш сиров, него е обичниот спанач, не мора да го готвиш, не можеш да го ставиш во салата. Блитвата исто така и супер изгледа и вкусно е. Не губи ништо од нутритивни вредности, од витамини, од ништо. Само треба малце поќе сецкање. Морков, имам ротквици, многу ми е криво, никогаш не научив да жонглирам, ама сега да не ги тркалам, да не ги барам овде по... ќе ни треба за салатата. Морков, имам пиперче лутко, не мора да е вакво, може обична лута пиперка, може да е друга пиперка, сред лето, нели имаме пиперки. Да не е секогаш стандардно она кое што стално го јадиме како салата. Ние имаме мешана, така? Мимоза, ако има јајца варени или цвекло морков. Цвекло морков, зелка, стандард. Можеш да измешаш се. И плюс додаваш тука фин прелив, нели, како беше модерно? Дресинг, да. Јаткасти работи се додаваат за да има што да рупниш и да ти смени вкус. И обавезно нешто благичко. Интересно е. Суво грозје, може да ставиш брусница, многу добро вакво оди. Јагоди ја ставам чатпа, ама сега не име сезона на јагоди. Не име сезона, чудно звучи, ама сега многу убаво. Ама да, јас се сложувам, например, јаболка да ставиш е многу интересен шмекот и вкусот. Јаболка, круши. Јас вообичаено дома круша исто така, вообичаено јас со брусница си ги дозачинувам, ама во ситуацијава со суво грозје одамна не сум пробала, ќе ми биде драго да дегустирам денес. И финтата е да ги исечиш на тенки, фини, убави парчиња, да не се како што вели мајка ми ко за гуски ранење исечени на мирниците. Да поснеш и цел лист марула да ти излезе, така? Например, да. Најстрашно е со зелка, со големи парчиња. Ама, да, тоа е. Треба да е се шарено и буквално можеш цел оброк да сготвиш, да спремиш, без да уклучиш редно и да се го исчистиш фрижидерот. Точно. Значи, секој зеленчук, без разлика колку време стоел во фрижидер или негде тргнал, нели, кинисал на кај да се расипува, има дел што се фрла, другото се користи. Значи, ако го видиш дека е малце нешто точка, нема потреба одма да го испречеш, него можеш да го искористиш. Варени јајца има за денешнава салата плюс
Има малку сиренце, значи тука може да ставите пармезан, може да се стави овче, некое такво јакичко сирење. Ако сте љубители на муфлосаниве, овие сирења. Фрлање, така, малку муфлосало. Нешто, да кажеш кавалче, знаеш, куче па го сецкаш и после тоа си го јадиш, така. И рековме, преливов е од ова ќе го користиме, ова не, тоа е мед, затоа и се збуни. Веројатно било за доручек. Овај го направив дома за да не кашкам овде да не прам белја, пошто сум позната по смотаност и турање на работи по трапавост. О, да. Има малку сенф, не многу, пошто ако има многу сенф, цела салата на сенф ќе тргне. Има масло од тиква. Не сум што гледала, него масло од тиква. Не, имам дилери за маслото, ама од Словенија. Добро, да, знам дека имаш. Има и овде. Не знам сега со кризава ова дилерство како ќе ти функционира. Си средила? Секогаш ти е канали, шо ти стално, па поготово овакви услови, секогаш се поразвиени. Поише работа од овакви услови. Да, има повеќе овако. Добро, залихи да си направиш ти те молам на сол, на... Сол зедов. Зеде сол? Да не ми е имене да не ја мислам. Има и овде масло од тиква. Може да го купиш во маркет, не знам од која фирма е. Има масло од сусам. За од сусам знам. И се ароматични масла. Ова од тиква има убав шмек дава. Јас го ставам и во таратур. На лепче го значи ова масло од тиква можеш буквално со лепче вака да го маташ со сиренци да го јадиш, многу е вкусно, многу е убаво. Значи тука има тоа, има оцет, јаболков домашен и јас го правам. Ту са бајле во Тринава и наш исто така Гере, пријател, соработник на нашата емисија, Гере Трипков, може би го познаваш, кој што е активист за лица со попреченост и тој у Тринава ни сподели дека си користи домашен јаболков оцет и се повеќе и јас во мојата кујна имам, не го правам јас, го прави мојот свекор, ама се повеќе гледам дека има луѓе кои што гледаат органското и домашното да го искористат. 5 јаболкници имаме во двор. Значи само на јаболка да живееме и ќе ни остани пак. Многу, а и раѓа јаболкници, тоа е доста. И ете да не се фрли, треба да се искористи. Си направивме оцет и тоа правиме оцет преку една година затоа што имаме количина за годината што следи да не мора да трупаме само количини, плюс што раздавам зајми мене, нати тебе, мајка, сестра, роднини. Значи рековме оцет, масло од тиква, има масло од сусам, има малку сончогледово масло. Има малку буковец колку за шмек, сенф, сол, ораховка турив малце. Добро. Ликер домашен, да видам. Што ти текна? Ова сега? Да. И на нас експериментираш, а? Секогаш на некој на крај емисија сме па да видиме ораховкава. Не, во некоја количина да делува, ама дава шмек. И ова све на крај ќе потуриме за пијаново да биде. Се фрлиме на сецкање, ако ти треба помош од мене кажувај. Прашањето ми е колку често дома имаш потреба од чистење вака на фрижидерот или не дозволуваш да дојде до таков момент? Имам потреба. Јас сум хордерче по ваква по природа, без некогаш знам да кревам без осет по продавници. И само што ми е сменет фокусот, порано кревав чевли, сега на мирници. Ама и јас имам еднаш неделно кошничка која што си ја земам од добра земја, кај нив секогаш има такви локал производи. И тие се сите произведени од органско потекло се. Органски се и се од локално производство овде од наши земјоделци. И секогаш од кај нив има нешто што не можеш да го трошиш одма и се собира и најчесто ми е спанач, пошто јас спанач ми е врзан со попај секогаш и со олива. И дури да го направам, па да го готвам некако ми... Спанач лесна работа, само мењето е тешко. Па тоа. И нешто се игнорираме. Попосле, да. И ќе стигнеме до моментот кај што мораш веќе да превземеш нешто. И превземањето мора да го измиеш и да... Имаш две опции, едната е да туриш во компост, другото е да го измиеш, трето нема. И за да не се бркаме, најчесто го правам салата, најлесен ми е. Еве го, например, мали парчиња се. Ова може и да оди киното, не мора ни да се... Да, не мора толку со нож. Да се сече. Не е официјален беби спанач, ама е млад, убав спанач, сега му е сезона, се бркаме, ќе јадиме, железо, нели? Тоа што ни треба, имунитет. Да не мора да купуваш шајчиња 200 грама.
Си уште вирусот е актуелен, па работиме секојдневно на имунитетот. Па не само вирусот, него и времево со температурите, падни стани си, како беше, си повлекува. Се си повлеквит, така е, си повлеквит. И кој си повлечит, после те боли све. Маја, кој имаше прв можност да ја дегустира оваа салата? Домашните миленици. Ангел, да. Со тоа што таа салата дома што беше, имаше додавка сланина пржена. Значи јајцето и пармезанчето и лепче за да е баш цел оброк. Добро, тоа може да им препорачаме на гледачите, иако ќе видат за кратко време испишана на екраните оваа салата клавирот на Шопен, салата ала Маја, Маја Кукс. Добро, имаме доста телопи ми велат од режија. Јас се надевам ќе ги погодиме како што треба. А да, се заборев јас со намирниците. Пишуваше, да. Ама добро, како и да е, има бројни намирници. Како рековме, нека проработи малку креативноста и имагинацијата на нашите граѓани. И се што имате по дома во фрижидерот, е за јадење, а не треба да го фрлите, можете да го искористите и да го ставите во салата. Имаме мандолина, најако ми дека мандолина се вика. Стално се смеам. Баба ми имаше ваква и овие се многу попрактични од овие сега што ги имаме. Се слушуваш? Па ова ми, знаеш како, треба да ти брка работа. Да. Дали било од не знам каде, дали било со не знам шо, и било не знам олку или онолку пари, треба да се погоди и да ти брка работа. Мене ме смееше моментов мандолина и стално дома кој ќе почнам да готвам тоа и си почнеш некој да си свириш на мандолинче. Со песна оди. Да. А слушаш маја музика додека готвиш? Да, и многу слушам радио. Пееш? Охо, пеам и в кола, на семафор во гужва. Сакаш да не знаеш која е следната песна или Ако сега вака, ова не сваќајте го, не знам како некаква критика кон македонски приватни радија, ама на сите нив се вртат 4 песни во денот. Да сме реални. Хитот на денот. Ама хитот на денот на секој сак, то мозокот чорба ти се прави. И некако сакам радио затоа што има информативни содржини, зависи кој е радио. Најчесто слушам, ако сакам само музика, слушам Jazz FM, тие се супер, пошто кај нив нема многу муавет, нема ништо. Ама има музиче, ама зато, како беше, јавниот сервис, какви информации таму има, па какви гостувања. Значи како вашава утринска, само на радио. На радио и цел ден. И имаш секако видна музика, народна, староградска, модерна, шлагери. Тука си имаш информации, знаеш кај има гужва, кај нема гужва по патишта, едно друго све, ама не мора да држиш нешто за да ги добиеш информации, не само слушаш, и тоа значи дека можеш да бркаш работа низ дома. Зато сакам радио. Да, добар ти е муабетов и навистина е така. Мислам дека интернетов еден ден кој ќе заврши, само радио ќе остане. Мислиш? Па. А знаеш, многу мина се прашува дали радиото ќе опстане во оваа ера. Колку баво изгледа, дали имаме салата, да еве вака, многу шаренолико. Радио е единствен медиум што не мораш ништо да користиш друго освен уво, значи можеш да бркаш друга работа, дури го затоа се слушаш. подкастите се доста актуелни. Па подкасти е како беше варијација на тема радио. На тема радио. И црвен крумит ставаме. Ова ми е хит сега, црвен крумит. Многу убаво се сечи со мандолинава, не за друго, многу јако. Да, види какво е. Ама види шубаво се прави вакви тенки, симпатични, сладки. Хит ми е сега црвен крумит. Ама и црвениот крумит дополнително се дава еден шмек, ќе се сложиш. Да, ама има во црвениот крумит такво едно што треба да го пиеме сега со ковидов, нели? Што? Има кверцетин една состојка и во него што ни го зголемува имунитетот. И затоа е убаво сега да се јаде црвен крумит. Неодамна прочитав, не знам, пошто денеска све и свашта има на сегде, не знам ни шо поќе, ама црвен крумит сега кога јадиш, таа имало таа состојка, таа немало. Да. Дава шмек. Убав. Јајцава се домашни, претпоставувам? Исто се од фарма, од преку дилери во Добра земја ги набавувам, локал јајца се, да, домашни. Вие дома немате во дворче? Имавме, ама ни го изеде јастреб. Имавме едно коковче за почеток, кое што го добивме на поклон од другари наши за вселување. Апелирам до сите кои што мислите дека е многу фино да му поклоните животно на некој за роден или за нешто, прво да го консултирате.
Да не е од небо вребра, како нас ни дојде со кутијата, тадам, и внатре коковче е. И то црно. И коковчето се викаше пилешко. Арно, ама што судбина имаше? Пилешко го изеде јастребче или нешто друго го... Ова ќе ти треба, предпоставам, за лукче. Да, малце да толчнам. И некој го изеде. Немаше траги од насилство, што значи дека одгоре некој имаше кренато од кокошарник. Многу ми е жал за пилешко, многу беше супер дружбата. И сега кокошарникот така стои, со ние сме пак да пробаме, ама... Пробавте некоја јајце од пилешко? Не ве, мало беше, само едно. Се уште беше на фаза милениче, не беше на фаза го експлоатираме за јајца. Добро, ајде имаме уште некои 5 минути ми... Побрзо, Маја. Работиш ли така на норма, некогаш? Кога имаш дедлайн, крајен рок? Јас сум... Или дома се која опуштено со музиче? Јас сум господарот на дедлайн. Се оставам за 12:05. Да, таа беше ти 5 за 12 или 12:05? Да, ова се вака малце да се... И да, секогаш кога ќе правите салата, мешајте со раце. Друго е кога ќе си фатиш, чисти ви се рацете, пошто секако сецкате правите, не е дека не знам шо, гледајте само ноктите да не се многу долги, да не можеш после да ги исчистиш, а другото не е страшно. Сега одиме со пармезанче малку. Ова е завршниот момент, значи имаме малку лутко и плюс видиш ова боичка. Дава. Тарам. Овие како ги вакуумира, кога да нече да ги отвориш. Да се мачи човек. Кој го измислува вакуум пакување, да, супер е, свема е. Ама, јас мислев со ова ќе ги прешес некојаш лами вака. Сакав, како да сицкам, ама како да лупам. Пошто сега со ова беше со 10 минути, ајде викам, да не се... Да нафрламе само може. Да не, после да не ме посудови пробивте термин, па тантара-мантара. Еве сме со пармезанчето при крај. Што не остана? Дресингот и јајцињата. Јајцињата и овие јатките. Овие се господава. Вака овие некој. Знаеш како цело парче да касниш? Да. Јас мислев и лупче ќе... Не, тоа се мали кромичиња, тие се за уметнички дојам. Јас па помислив лупче. Не бе мали кромичиња. Кромичиња во вински оцет. Симпатични се. Пробав и дома да направам. И? Кромиче во вински оцет е многу интересна работа. Не сум пробала. Сега следно ми е на репертоар јајциња да ставам, да видам. Во салата или во оцет? А и во салатава се следни, ама... Не, малце ме чуди во оцет, ама добро. Ќе биде ова никаде си го пробала, си го прочитала? Енглезите се нација која што има пораснато на скиселени јајца. Да? Сериозно? Па, кој ќе живееш во земја кај што е... Храницата ли за бета, затоа ли има долг? Бетка сигурно заради тие, заради јајцињата. И јајцата. Ама виде сега овакво има парфем за кучиња, долги прошетки по плажа, така се. Така се вика? Да. Многу креативна како тебе, Маја. Да живееме исто ко незе сите што ни е убо. Мислам век. Колку убаво изгледа салатава. Како да ви кажам, клавирот на Шопен. Изгледа вака, изгледа ли тој. Еве пармезанов како дирките се расфрлани налево надесно. Не, на тебе ни дојде во студија, ма не знам дали е слушна приказна. Ова е клавирот на Шопен фрлен од 4ти спрат. И знаеш кога ќе се искрши целиот, како изгледа одгоре, еве да видиш. Вака изгледа. Намерно не го затворено, затоа што знаете дека ќе Не. Готови сме, Маја е под норма, јас ти реков мора да завршиме. Готови сме? Да, уште дилерскава солно убитна работа. Да, ние троши многу да не нема затоа што кризно време дојде. А велиш не. Да. Ќе се снајдеме за сол, не е страшно. Дилери имаш од секаде. Дали може режија и моите драги камермани да видат како изгледа клавирот на Шопен на македонски начин, подготвен од Маја Марковска. Супер. Маја, верувам и едве чекам да го пробам, верувам дека е вкусно. На здравје. Ќе го свириме. Да. Одлично. Да. Фала ти многу, заборев кромичињата. Морал ти да пробам, зашто рече посебен шмек даваат кромичиња во оцет.
Фала ти многу за дружбата, за енергијата, за секогаш убавиот и интересен муабет. Се надевам ги инспириравме нашите гледачи. Не заборавете, храна никогаш не фрламе по дома. Се што имате во фрижидерот, од намирници можете да го искористите за да си направите некаков оброк, а во оваа ситуација тоа е салатата која што ние денес ја подготвивме, поточно Маја, незина е заслугата, јас само тука модерирав што се вели. И како беше, немој да му се плашите на готвењето. Ако го сгрешиш еднаш, другиот пат ќе го погодиш. Ете така. Фала ти многу, Маја. Фала ви и на тебе.